локалните избори и имаме неколку филтри во партијата за кандидатите. Кога може да очекуваме конечно да презентирате кои бидат кандидатите за градоначалници, дали може би ќе коалицирате со некоја од партиите од сегашните? По однос на последното прашање за коалицирање, рано е да се зборува токму во овој момент. Она што е јасно е дека СДСМ е дефинитивно фаворит на овие предстојни локални избори. Имаме воведено, како што и сами кажавте, повеќе начини, еден од тоа е мерит системот со кој што се мери работата на градоначалниците. Освен преку таа работа, преку тој мерит систем со кој што се мери работата на градоначалниците, се бара и одговорност, но исто така и се мотивираат за побрзо да ги реализираат сите проекти кои што ги започнале и сите проекти кои што ги ветиле. После конгресот на 16 мај ќе влеземе во фаза на филтрирање на кандидатите за градоначалници. Она што ќе го направиме е дека ќе бидат спроведени анкети во општините, но секако дека преку дигиталниот систем ќе бидат анкетирани и членовите на СДСМ и со тоа ќе се дојде до најдобрите кандидати со кои што ќе излезе СДСМ на овие предстојни локални избори, но она што исто така јасно дека и овој пат СДСМ ќе излезе со честна понуда пред граѓаните и секако дека ќе ги понуди најдобрите. Отворените листи е една изборна единица, два различни делови кои што се во собрание, но поблизу е за отворените листи за локалните избори, дали СДСМ ќе поддржи овој предлог идеи, мислам дека е понесено скратената ставка и дали очекувате да зборуваме за отворените листи по однос на советите. Да, веруваме дека ова наша интенција ќе биде прифатена и ние сме за се со цел да се дојде до најквалитетните луѓе со кои што ќе раководат општините во советите.